Почитувани, добар ден и од емисијата Очи во очи на телевизија 24. Добра вести дека 8 пациенти се враќаат од лекување од Турција, Бугарија и Словенија, кои се лекуваат од последиците од пожарот во Кочани. Во странство остануваат хоспитализирани 18 пациенти, да се надеваме дека и тој број ќе се намалува како хоспитализирани, односно дека како веќе закрепнати, наскоро ќе ги видиме назад. А добра вест би рекол и тоа што, како што гледате, веќе е слободна тема. Имаме да ја завршиме оваа полуработна недела и секако со, предпоставувам, најдобрата вест да го искористиме најдобро времето, што значи дека предлагам веднаш да почнеме, штом ве подсетам на телефонските броеви, кои воедно и ги имате пред вас, 6091 924 925, и доколку некој веќе успел да добие врска и чека, нека не чека, еве со него да ја отвориме официјално и оваа емисија. Добар ден, повелете. Добар ден, ако сум на нема. Да, вие повелете. Благодарам. Па вака, прво сакам да го покренам еден горлив проблем кој што е со години уназад за нас шекерашите, инсулин нема. Ја не знам дали тие што се одговорни, дали Министерството за здравство или некоја комисија која треба на време да отвори тендер, тој тендер да биде на време отворен, па да има време тие заинтересирани да се јават, да конкурираат и во даден временски рок, да речеме, да биде тоа решено кој ќе го набавува тој, но не на сметка да речеме да трпиме ние шекерашите, да не можеме, што се вика, да го примиме. А за нас инсулинот, ако 3 дена не примиме инсулин, тоа значи нешто на кај бутел одење. Ми се шини дека не заслужуваме, значи таква пажња, а ако па значи им е тешко што ни го дават бесплатно, тогаш ако веќе толку мора, па нека кажат че платиме, ние плаќаме се, па ќе оплатиме и тоа, ама да го има. Ако го нема, значи е многу тешко, затоа што викат за лекот не се гледа колку пари коша, лекот да го има. Се втората тема сакам да фатам, тоа е околу штрајкот на повредените, ќе речам, од Кочани и тие за семејствата нивни, за погинатите. Да. Сега тие дојдоа во Скопје, се организира, секој на свој начин, со своји слики, на своите најмили дојдоа, има и апел да излезат скопјани, што се вика да го поддржат, да има масовност, да има тежина тој штрајк. Меѓутоа, колку сме ние, значи, солидарни, се виде дека дали имаше 100 граѓани кои што учествуваа во тој штрајк. Останатото се си беше дома. А Скопје е Македонија, Скопје има околу 600-700 илјади жители. Так, веќе истече времето, ви благодарам, ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Да, вие сте, добар ден, повелете. Денеска 2 пати благодарам. Па добро, посебни ниси поеднаш, повелете. Па друг пат ќе успориме. Так, да. Вака, за реформите имаше тема, нели, претходно. Так, да, судските. Така, во правосудството. Демек да ги смениме луѓето и да имаме поише средства. Да. Тоа држи до некаде, некој процент. Ама не да ги смениме луѓето само како луѓе. Нешто друго треба да смениме за вистинска реформа. Значи, што треба да смениме? Нивниот морал. Свеста, совеста и разумот е еднакво на морал. Кога велиме некој треба да си даде од морални причини оставка. Не значи тој дека е виновен за тоа, него ради неговата свест и совест. Јасно. Заради неговиот разум. Оти тој бил тогаш на функција, а не оти тој е виновен. Така и овде. Ако судијата нема морал, ние може да ги менуваме на 3 месеци. Ако неговата свест не работи со неговата совест и неговиот разум, дека тој е платен да дели правда таму според тоа обвинение, па и обвинител нека биде истражител кој било. Ако не работи, значи со неговиот морал, нема никогаш да има реформи. Јас го слушам Драган Тилев во однос на реформите за Европска унија, на кому многу му верувам. Значи, од тој човек треба нешто да научиме за се во државата. Не само кон Европската унија, него и за тука,
во сите наши институции, што секако нашиот напредок зависи и ние се стремиме кон Европа. Меѓутоа мора нешто сами да направиме. Не може Европа нас моралот да ни го реши. Ако јас сум човек што сум себичен и што подлегнувам на туѓи влијанија, Европа не може памет да ми тури. Значи, како што кажа еден професор од правен факултет, да си направиме реформи на умот, за да имаме реформи на државата. Тоа е најпотребно во овој момент. Благодарам, да, ве поздравувам, па имено и тоа е можеби суштинското прашање. Дали може да се реформира свеста? Дали може да се смени свеста? По однос на ова што го кажувате, односно токму по однос на тоа што како резултат на тие карактеристики на свеста, такви какви што се, ги имаме состојбите со корупција или како и да е, се што е резултат на прифаќање на притисоци. Значи, во ред е да се смалуваат и притисоците, или колку е можно, ако е можно и да се отстранат целосно, да нема влијание. Но влијание секогаш секакви има. Изложени сме на влијанија постојано, на вируси, на бактерии, на температурни промени и така натаму. Но треба да развиеме отпорност на тие влијанија. Значи, едно е некој да влијае или да се обидува да влијае, да влијае, не знам, или тргува со интереси и такви работи, мито, нуди и слично, а другиот момент е прифаќањето на тоа. Така да, дали, ако само се елиминираат влијанијата, ќе почне да се работи добро, без да се елиминира, односно реформира свеста. Затоа што со самото тоа дека се подлегнува на влијанија, се подразбира дека нешто не е во ред со тој капацитет на тие вредности. Така да не е само да се смениме, тоа исто како тогаш човек да каже да се затвориме во стерилна просторија за да не напаѓаат вирусите, бактериите и така натаму. Значи немаме имунолошки систем. А сме направиле реформи, па не се тоа реформи. Тогаш или треба да го ресетираме имунолошкиот систем, односно ова реформи на свеста да направиме, ако може. А ако не може, тогаш треба да се смени субјектот со друг кој ќе има поинаква свест во однос на тие вредности. Затоа, велам, тоа се врзани работи, не е работата... Треба затоа да се разграничи. Некој влијае, но другиот прифаќа. Тој што нуди мито одговара, но клучниот момент е тој што го прифатил. Така да во ред е тоа реформи да направиме за да не може да влијаат. Но ако не може, тие друг ќе влијае. Поентата е дали се прифаќа влијанието или не. Тој што го прифатил влијанието, тој покажува слабост. Морална каква и да е. Непрофесионалност, нестручност. Мислам, за стручност не е туку... Со самото тоа е и непрофесионален. Ако може да се реформира тоа, да му се реформира свеста и да свати дека не било во ред и потоа нема да влијае во ред, но дали може? Прашањето е во смисла во која и ако елиминираме одреден број влијанија, ќе има други влијанија, влијанија ќе има постојано. Работата е да се најде начин како да не се подклекнува на влијанијата. А тоа се тие искушенија, впрочем. Па не подклекнува и на искушение. Алкохол, дрога, коцка, зависности и така натаму. И сега ќе ги забраниме и нема да подклекне. Но тој е слаб. Подклекнува. Ќе подклекне под нешто трето. Не се успешни реформите, тоа е суштината. Освен ако нема начин како да се реформира свеста. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, вие сте, повелете. Сега и со добро водим емисијата. Ви благодарам, повелете. Да. За
Пашење на време ќе дојдем, ќе посетам нашата куќа некој ден. Само Со задоволство. пашење на време, ако може некоја Повелете. секунда повеќе да ми дајте, да се доискажам. Повелете. Сега вака добро е, овој се премиерот денеска, ќе го посети Росман и Кавалаци, онај Перински. Ќе отварат кружен топка и Росман. Али добро е тоа да посетат таа фабриката Скок Трейд, што е демолирана најсовремена фабрика за правење сокови и концентрирана конзервирана храна. Да посетат таа фабрика и сега таа фабрика е што демолирана. Значи, министерот за Тошковски да преземе мерки за јавните обвинители од Каванаци, имаме тројте и четворици од Велес и тие началници на полициите од Велес и од Каванаци да ги разреше под хитно земе Тошковски. Значи, таа фабрика е скроз демолирана. Значи, добро е тоа што го посетат тони Каванаци. Али да се занимава повеќе со економијата и земјоделието. Значи, една голема полициска акција да се направи од Каванаци до Росман. Има тие речиро што се со Мејалков брзан у времето. Значи, оправдане тоа земјище на одбитово некој неземјоделец и субвенции му дават. Значи, тоа денеска да го растава Мицкоски овој Терински, а не да ми отварат кружни токови, да поседат таа фабрика. Значи, обичните граѓани ги осудуваат по 300 евра и 500 евра онај. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав од тебе исто. Благодарам, поздрав, повелете. Имаш среќа кравата, не носиш ке ти ја пара, што си ја пријателот. Ете, добро, за промена малку, да. Петочно. Ова Скок Трейд е приватна фабрика, бе, пријателе, и ако газдата не го интересира, ама државата ич не ја интересира. Ако тој што е газда не го интересира, што ти се загрижи толку? Сега малци нешто убаво и со позитивно. Јавниот и државниот долг се намалил, гледаш, за последни 5 години на најниско ниво. Аха. Никој ништо да пофали, само критики тука и сега сака свеста да ни се менува. Но тој што не е свестен, треба да му се менува. Има, некој не треба. И сега, што гледам денеска, овој Бранимир што пишува книги за македонската историја, вади документи, сега пак Бранимир Светозаровиќ се сетив, од Ватиканските архиви. И тоа ќе биде втората книга. И гледам денеска оригинални документи. Од 1536 година италијански и француски 20 писатели и издаден македонски лексикон. 95% од зборовите се исти денес што ги зборуваме, 5% не ги разбирам затоа што се на косурски дијалект. Ама македонски пишува. Так. Исто така, после некоја година, писоци од англиски, од италијански, од германски, некои си тамо стручњаци писатели, секаде македонски јазик, посебно го пишува, посебно бугарски, посебно српски. И до 18 век никаде не се спомнуваат македонците како македонски словени. Чисто македонци се спомнуваат во сите тие оригинални документи. Во 19 век почнале македонци во Русија да се нарекуваат македонски словени, за да се зближат малце со русите. За какво предавство Заев направи ова се поише се гледа. Благодарам, поздрав до вас. Дотолку повеќе ете, штом се има аргументи, причина да се изложат токму на сите тие состаноци, комисии за добрососедски односи и така натаму. И да се стават на маса. Како и ова што споменавте, ја прочитав веста, ете, и непосредно пред почетокот за изјавата на министерката за финансии, намалување на јавниот долг. Апсолутно, ете, зошто да не некако по тоа некој непишано правило петок слободна тема, веста што туку излезе, да се стави и како тема. Но, еве и токму тоа што е слободна тема и е отворено да се дискутира и за тоа и за се. Така да
особено поентата е, ако имаме карти и аргументи, треба да се користат. Тоа е повторно на некој начин во насока исто, како реформи. Не е работата само да се тврди нешто, да се забранува. Мислам, реформи да се смени со закон или како ќе се менувале и така натаму. Во таа смисла исто и овие преговори кој е, како е, дали е македонски, не е. Не е само да се тврди ние сме, вие не сте тврдат. Туку да се стават на маса. Па да се види како оди потоа текот на разговорите. И тогаш сосема една друга димензија има. И ако не се дојде до договор, поинакво е веќе не само чувството, туку и позицијата. Поинакво е чувството ако и тука само без аргументи со меѓусебни обвинувања или дисквалификации. Не е така, ово е таков, оно е онаков, се комуницира или со тези подкрепени со аргументи и контра тези со други аргументи. Затоа што и токму тие преговори на тие комисии за добрососедство и така натаму, добрососедска политика, како и да е, се директно и под лупата на јавноста на ЕУ и јавноста воопшто. И токму затоа како и денешниот овој индекс за слободата на медиумите, врз основа на што се базира безбедно социолошки моменти и така натаму. И ова потоа ќе се гледа токму низ призмата на аргументите. Дали само негираме или излегуваме со конкретни документи, а некој не ги прифаќа. Односно не ги прифаќа без аргументи или не ги прифаќа приложувајќи контрааргументи. Повелете, добар ден. Ало? Да, вие сте, добар ден, повелете. Јавувам се од Свети Николе. Аха, повелете. Слободна тема. Сакам да прашам дали ќе пуштат водата од Калиманци за Свети Николе. Од Свети Николскиот дел лани многу имаше проблеми. Еден пат само навадиме Лојзе и Башча, платиме како да сме цело време. А сега дали ќе пуштат ништо, никој не кажува, а време е да се расадува, да се сади, да се употребува водата од Калиманци. Јасно. Да, дали ќе може да ми објасните и да ми јавите, дали ќе има или нема, да не се мучиме да носиме утуби вода. Така. Да, ќе пренесам секако, еве не знам да ви кажам конкретно во моментов, но секако еве ќе пренесам и кај колегите и ќе ја споделам со вас секоја информација до која еве се надевам ќе дојдеме во позитивна смисла, верувам. Се слушаме ли уште? Слушаме се, уште се слушаме. Да. Така да тоа ете, јас ќе пренесам па од понеделник да се слушнеме ако има било што. Треба ли ја да завртам или вие ќе ми отим? Тешко се добива, ја стално ви гледам, а не можам да добијам. Ово е прв пат што добивам. Некоја среќа. Така. Нели? Јасно, ви благодарам, ете ве поздравувам, ќе пренесам велам до колегите и ако еве не се јавите дека постои оваа ситуација и неизвестноста не само кај вас, туку и кај поголемиот дел од населението, за да го проверат ова прашање. Така што ако има било што, секако велам и позитивно, се надевам дека ќе дојдеме до таа информација и дека ќе биде ќе имаме добри вести. Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден. Да, убав ден и вам, повелете. И убав викенд нека ви биде. Нека е данас сите, да, повелете.
Па сега вако, значи, еве гледаме Трамп нешто многу почна да се обезбедува човекот. Во Украина потпиша, си доби што си сакаше. Так. Еве зетот негов во Албанија ќе гради таму хотели, во Србија ќе гради хотели, а ние ќе правиме долноводи за Албанија, да имаат струја. Ја не знам што се случува кај нас, ние со нашава струја. Значи, ние имаме толку многу струја, еве имаше и по Великден рекоа дека имало доста струја, требало во батерии да се собира и све, и никако струјата да поевтини кај нас. Значи, ја не знам ние кого снабдуваме со електрична енергија. Значи, буквално логички, ако размислите, значи ние имаме многу струја, можеме и да даваме на други или да извезуваме, меѓутоа гледајте што се случува. Цената никако на струјата кај нас да падне. Значи, за нас ништо не важи. Еве што се случи во Шпанија и Португалија снемала струја. Да. Не знам, не дај Боже кај нас тоа да се случи тешко, дека ќе се оправи. Така да, со струјата да ви кажам, многу ми е ова, да се има нешто, а да не се намали, ова е невидена, не знам како да кажам, не добро управување. Не знам кој друг човек да го каже, значи вие да имате одвише, да не можете едноставно да бидете поевтини. Така да еве да кажам и за цениве што се случува. Ја не знам што е 100 динара зејти, не знам ке намалат, ке зголемат, а ова дека кај нас една шведска маса, ова наша Македонија, кој што сака си зима и си добива. И Европа ние, зашто ние да бидеме да морам ја да увезувам од Европа? Нити Европа ме признава, нити ме сака, што имам ја од Египет и не знам таму од каде да увезувам. Значи вие да давате милиарда за храна да увезувате, ова е катастрофа невидена. Не знам, ова треба некој малку повеќе да се позанимава, затоа што ние аграрна земја и Така, благодарам ве, поздравувам, но добро, не знам ова со струјата. Ако е така дека имаме одвише, тогаш може би навистина добро се менаџира, вие велите да се позанимава. Па зошто добро? Па спротивно на она економска, не само логика, туку и правило мала, односно понуда и побарувачка, мала понуда, голема цена, обратно голема цена, голема понуда, мала цена. Ако имаме одвише голема понуда, а уште и поголема цена да го продадете, тогаш тоа е успех менаџерски. Тоа секој ќе позавиди на тоа, да имате многу, а при тоа цената да ви е висока исто. Така да, тоа се само комплименти. Како да се работи во спротивност, дури велам на таа пазарна логика. Колку има повеќе, толку понуда, нели, толку е помала цената. Повелете, добар ден. Почитам водителу. Повелете, да, ве слушам, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете, да. Дивек. Па ја колку што се сеќава нашава свита, што вода држава, шпиц играчот, и тие околу него на 3 пати беа во Америка. Па дури ги потенцираа посетите како историски посети. Што имаме од тоа? Дали некој што имаме од тоа? Па Трамп правил ова, па со зетмото спомната е Македонија во случај? Ни случајно. А знаете зошто? Па таму беа потрчкава овие бакнувачи на черли, нели? Па ги ставаа таму некој ложи да дзиркаат што се случува, како се случува. Тоа е авторитетот на нашите политичари што ја водат оваа Македонија. Второ, беа во Емирати, што не донесоа една кофа песок, да анализираме овде од песок како се прави плодна почва. А овде од плодна почва правиме песок. Срамота невидена. Кај беа едно нешто позитивно не донесоа. Почитувам водителу, не ве замарам како Диме. Пред 2 месеца во вашата емисија кажа, ова ДКСК вечер до 24 часов катанец на врата. Еве, гледате што се случува. ДКСК дуло на неправедници таму. И што понатаму ќе збориме? И пред да ве поздравам, почитувам водителу, парите од црниот кредит од Унгарија одат, лизгаат, ама народов не ги гледа. Послушайте ме, ние ќе бидеме во долгови до гуше и над гуша. Оваа влада, како што кажа овој шпиц играчов со таа негова чизма, он ќе не стури во
во таква живака. Благодарам, ве поздравувам, но добро, ние сме познати по тој недостиг, да не кажам дефицитарност на реакција или задоцнета реакција. Дури воопшто не мислам на давање оставки од морални причини, не признавање на одговорност, тоа далеку сме од тоа, туку воопшто задоцнета реакција за каква било реакција. Па така ете и по однос на реакцијата на собранието по трагедијата во Кочани. Дури по 2 недели почнаа да се јавуваат дека не биле на одмор 2 недели, во кои воопшто не се појавиле, ниту се виделе. Немаше седници, немаше ништо, камоли комеморативна седница. За поистекот на 2 недели да почнат да ги објаснуваат работите на назад. И тоа кај нас најчесто и функционира така. Се ретроградно се објаснува на назад. И се може да се објасни совршено добро, и се е јасно по тој човек треба да каже одлично, нема никакви замерки. Тоа едноставно така се случува. Така и со ДКСК, ние не видовме една промптна брза реакција воопшто да речеме од институцијата. Ако не веќе од председателката, па посебно од председателката. И тоа нејзино писмо е писмо, не е обраќање, па е по најмалку 7-8 дена, во кој исто така релативно е нејасно што да мисли јавноста. Прекинала со комуникација кога осомничениот бил осомничен, односно притворен. Па добро, веројатно ако имал мобилен и во притвор, па прекинала. Ако не и да сакала, не можела. Но како и да е, реакција како реакција, велам. А следствено на тоа, потоа и од ДКСК, кој како, нема ништо оркестрирано. Значи, тоа е едно правило кај нас, по однос на тие задоцнети реакции. Реакции на ставови, институционални, било што. Излегува собрание, каже така и така е, ние по 2 недели ќе излеземе со соопштение, ДКСК ќе излеземе по 10 дена. Туку се е тоа отпосле. А се е јасно по тоа, па не бевме на одморни и така натаму. Или сега исто, се е јасно и ДКСК отпосле. Така да се некако се пролонгира, се задоцнува или се развлекува колку може да се задржи, да се добие, да не кажам купи, не се ниту купува. Тие барем не купуваат, слабо што да купат. Во смисла на давање, нешто да дадат. Туку само да истуркаат уште, колку може, да се добие, без да се купи. И тоа кога мора. Но сето тоа само ги покажува состојбите и слабостите. И ете го прашањето потоа повторно околу неопходноста од реформите и како да се направат реформите. А што сега тоа? Со закон или да се сменат реформи? Тоа е се прашање на тие човечки карактеристики, да не кажам квалитети, кои на крајот од краиштата и не мора да имаат воопшто врска со стручноста. Се тоа може да е совршено стручно, сите од нив. Но реакциите прават и покажуваат дека едноставно нема реакција. И следствено на тоа, потоа и ова за што зборуваме, довербата и така натаму. Како може или каква ќе биде сега понатаму довербата? Ништо не се обидувам да навестувам, но да видиме она што е градено толку, дали ќе се задржи како доверба и во ДКСК, или така преку ноќ рапидно ќе падне. Сето тоа зависи, впрочем, токму од тие реакции. Да се види дека некој е тука каде што е. Предпоставам дека и ја гледавте и емисијата и со поранешната председателка на ДКСК Билјана Ивановска, останатите гости, така да се дискутираше и помеѓу другото токму за тоа и за таа достапност и слично, не знам, телефон работи, не работи, сега може би проработел. И најверојатно, не знам, ниту сум се обидел.
но ја гледав емисијата. Работата е колку штета ви прави тоа што ненавремено е што е оставен проблемот како ситуација. Нема телефон или недостапен или непостоечки. Сега може би работи, но што ако работи? Задоцнета реакција, која потоа се рефлектира со таа негативна доверба. И сега како да се реформира? Па тоа не се реформира со закон. Тоа е едноставно немање реакција, несоодветна реакција. Задоцнета, па не е ни задоцнета, изнудена. Тоа е кога ќе дојде до крај и тогаш веќе, мора да се излезе, ајде. Па потоа некој свртел, па видел телефонот непостоечки, па како тоа? Може би нема врска, техничка грешка и така натаму. Но зошто треба некој да... Тоа се работи кои мораат да функционираат. Мора да функционира, не знам, во медиум, камерата, режијата, тонот и така натаму. Не ќе видите одеднаш, па нема, пропадна емисијата, ајде врати ја до вербата, не се враќа. Тоа е, затоа велам, вие имаме ситуацијата дека изнудено потоа доаѓа таа ситуација. Треба некој да каже дека, не знам, сликата е лоша. Добро, сега ќе поправиме. Па не е тоа веќе, исто како навреме да сте го виделе. Затоа што кога навреме ќе го видите, тогаш така ја градите довербата. Покажувате дека сте со сите тие квалитети и ги следите работите. Повелете, добар ден. Добар ден, почитувани Да, со... почит да вас повелете. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете. Апсолутно се сложувам, довербата е клучна, не само во меѓучовечки односи, туку и општествени односи, дури може не институции, него цели општество да се срушат ако нема доверба или ако се сруши доверба. А и нашиот долгогодишен дебатен клуб докажа дека може да се затврти довербата ако разговараме аргументирано. Так. И затоа ви благодарам како слободоумен новинар, што ми, бранејќи го новинарскиот кодекс за сослушување на повеќе страни, или минимум 2 страни, ми дозволите со доверба и простор да се одбранам од изнесена клевета против мене. Значи, сосема беше тоа непотребно, меѓутоа, и тоа се реши, да речем. А иначе, можеме, например, некој спомна Сојуз и тоа тенденциозно беше, значи дебати. Може јас да дојдам во телевизија 24, а од другата страна мој дебатен опонент. Зошто да не? И можеме да го прошириме тој дебатен клуб некој пат и во подкаст, и во... Јас сум отворен за се. Гледате колку сум трпелив и не дека некогаш не сум зајадлив. Нормално. Ако влезете во политичка арена, некој ако упати бокс, нормално дека ќе му се врати со бокс. Не може да влезе некој во политички бокс, а да не добие бокс. Значи, влегуваш во арена за боксување, ќе те удрат и ќе бидеш удрен. Нормално е тоа. И тоа битно е да не се загубат нервите, а да се задржи довербата. Па ако сакате и нормите, односно и новинарскиот кодекс. Со тоа вие фактички и одбранивте и телевизијата, затоа што е демократ од сите страни. Ви благодарам, ве поздравувам. Токму бете во врска со тоа, затоа што може би остана малку неразјаснети работите, односно предизвика и реакција завчера, кога токму ете во тој, добро рековте, дебатен клуб, ова не би требало да е ринг, затоа и не ми се блиски тие типови дебати и слично, некој со некого, не знам, да е во ринг или така натаму. Туку напротив да дебатира, да ги обединува, да ги вкрстува аргументите. Значи, едноставно еден вид истражувачи. Заеднички работиме, истражуваме како да дојдеме до подобро нешто. Секој од своето искуство, од своето стојалиште. Но кога од еден од учесниците токму во тој дебатен клуб бев доживеан, ајде да не кажам наречен, како некој кој гради сојузници, сојузи со некого од кого би можеле да ме фатат вошки. Сега, токму што го кажа гледачот, значи сосема непотребно дојде до сето тоа и тоа од каде? Па токму од учесник на овој дебатен клуб, кој гледачот што
кој што туку се јави, за него спомна, не знам, дека работел каде работел, државно и така натаму. А потоа тој како реакција на тоа во емисијата директно се обрати, на кој друг начин? Побара, дури не побара, кажа, пратив писмо, за да демантирам. Каде пратил писмо? Пратил на телевизија 24, не ми пратил мене дома, ниту има адреса, ниту има контакти со мене, ниту јас со него. Па писмото му се вратило, па пратил на мејл. На кој мејл? На мејл на телевизијата. Кој јас не го ни отворам, не затоа што не можам да го отворам, туку затоа што дескот го отвара, а го насловил на мене, значи не пратил на мој приватен мејл. Значи јас немам сојуз со никого, а тој бара тоа што во јавен медиумски простор му е искажано, да даде контрааргументи. Не може поинаку да го направи тоа, освен да прати документи во кои се гледа дека, не знам, во приватна фирма вработен, односно дека тие тврдења се неосновани. И такви работи имавме и по однос, не знам, на гледач кој бараше да излеземе на терен за оно имотно правен спор околу пристапна патека, ако се сеќавате, и по однос на адвокат кој реагираше дека бил спомнат. Значи, иницијацијата доаѓа од некој од вас, од аудиториумот, затоа не велам од вас воопшто. А потоа реакцијата на таа иницијација се врти, доаѓа кај медиумот, адвокатот се јавува и вели имате обврска да го пренесете мојот демант. Не ми се јавува ниту мене, ниту било кому приватно. Ниту имаме контакт, ниту се познаваме. И сега, прашањето е имам ли јас, односно како медиум, и право и обврска да го пренесеме тоа, ако пропагираме објективност, или да остане на едното. Значи, јас во таа смисла, затоа излегов и кажав, да, особено што беше тука во емисијата, кажано ви пратив писмо. И јас што да кажам, не ме интересира, ниту сакам тоа да го објавам. Што правам? Јас сум објективен или обструирам? И правам сојузништво со некоја друга страна. Но работата е што не правам сојуз со ниту кого. И затоа, на тоа што било изречено за гледачот, преку медиумски простор само како обврска. Впрочем, и адвокатот, кога беше со адвокатот, тој кажа, имате како обврска да го пренесете мојот демант. Ако не, тој има право да го тужи медиумот. Пуштате некој само да зборува за една страна, а не го соопштувате, не го пренесувате моето стојалиште. Јас во таа смисла, да, реков, пристигна мејлот и во него има документи за кои јас, како и ДКСК, но особено кога и ДКСК за дипломата на директорот на АНБ се произнесе дека не може да ја вештачи дали е автентична или не. Ниту јас не можам да ги вештачам документите и да кажам да, точни се. Но само пренесувам, споделувам, му давам простор. Тоа што стигна до мене се документи во кои стои дека тоа и тоа лице е вработено во приватна фирма. Дали се тоа автентични документи, дали тој ги фалсификувал, дали тој можеби настрана некаде работи на црно, не евидентирано. Јас ниту знам, ниту тврдам. Впрочем, тоа тој и во писмото го наведува. Ниту барам да браните, ниту да сведочите. Само да пренесете што ви пратив. Дека сте виделе. И јас велам да стигнаа документи до мене во кои лице со име тоа и тоа се води како вработен во приватна фирма. И тоа го пренесувам. Така да тоа е целата работа во смисла со сојузи. Кои се ставовите на кого било, ниту влегувам во тоа, ниту ги заговарам, ниту имам контакт со кого било, особено не со цел за да ги развивам понатаму во некоја друга насока. Едноставно само да се овозможи преносот на информации, а повторно вие заклучувате. Така што ако ова, како што бев наречен, правам сојуз, за да ме фатат вошки, јас
И морално, дискутираме токму и за тој морал и слично, но и како обврска, имам право и обврска велам да го правам тоа за кого и да е. И за тој утре, за кого од овој другиот може вошки да ме фатат, и за него имам обврска да го направам. Што значи дека не станува збор ниту за сојуз, ниту за било што. И конечно токму таа поента дека да, а сосема не потребно. Па сосема не потребно, јасно. Но ако некој кажал за некого, тоа е тоа сосема не потребно. Зборуваме за тоа кој е каде вработен или каков е. Морално, етички и слично, дали е партиски и така натаму, а не за тоа што е кажано. Во многу работи, да речеме, може би ајде, не би се согласил токму и со гледачот. Или имам поинакво стојалиште. Но тоа не значи ништо, ниту дека е тој во право, ниту дека сум јас. Можеме да дискутираме. Но ако преминеме во таа граница кој е, како, со кого, по тие дисквалификации, тогаш што има право и секој има право да побара да возврати. Како да побара на друг начин? Може да побара и да дојде лично да се појави. Јас што да му кажам? Не може. Значи, не овозможувајќи му него, тогаш правам јас сојуз со другите затоа што не му овозможувам нему. А што кажал и како кажал е велам, или ставовите се сосема и исклучиво само работа на тој што ги кажува. И јас со нив немам никаква врска. И во таа смисла реков, тоа што е пратено, јас само потврдувам што да негирам или да лажам. Или да му забранам. Впрочем, тој самиот кажа, ви испратив писмо. И јас што да кажам? Не сакам да видам, немам јас ништо со тоа. Па тоа требал да мисли тој што кога го прозвал. Сега тој бара од мене да демантира. И јас само до тој дел и велам, тоа што стигна до мене се документи кои гласат на тоа и тоа име и стои дека е вработен во приватна фирма, односно 5-6-7 фирми во последните 20 на години. Дали е тоа автентично, дали е тоа оригинално, дали тој фалсификувал нешто или не, тоа јас не знам. Но тоа стигна од него. Ако е тоа сојузништво некое, тогаш веламе сојузништво со сите. Или не е со никого. Но затоа велам сме тука слободно да ги отвориме сите тие работи и да продискутираме, а најдобро е да не се доаѓа до тоа затоа што секој потоа со право и законски може да бара. Може да бара и законски од медиумот снимки. Дали бил именуван, кажан, но име и презиме или навреди изнесени и така натаму, кои потоа ќе ги користи на суд. Тоа е законска обврска и во таа смисла велам, човекот чие велам име и презиме него ни знам, освен кога ги видов и документите, праќа на службен мејл на медиумот. Со назнака за новинарот тој и тој. И мене ми велат, ти стигнал мејл некој. Што, како правите во емисијата, ти си уредник, иди објасни. Што да кажам, не стигнал мејлот. Напротив, го споделувам тоа со вас. Не барам приватен телефон негов и да комуницирам со него, да, стигна ова, добро ме разубеди мене во редие се. Туку да го споделам со јавноста како контрааргумент на тоа што било кажано со него. Заклучокот е ваш секако. А јас се оградувам, велам, од автентичноста, ниту сум експерт, дали се документите тие или не. Ми изгледаат официјални документи од фонд за пензиско, од лична карта, име и презиме, адреси, матични броеви, пријавен таму и таму. И јас само тоа можам и да го кажам. Име, презиме се води вработен во приватна фирма. Ако тоа го решило проблемот, добро. Ако не го решило, повторно, никому ништо. Но нема сојузи ниту за земање страна. Затоа што тоа што секој го застапува си е негова работа. Повелете, одземаме време пред. Добар ден, господин Денисов. Да, добар ден, благодараме те, сосема непотребно одземање на време и од моја страна, повелете. Господин Денисов, вие заслужувате и половина час да ве чека човек, да знаете. Благодарам, да, знам. Нема проблем тоа во врска со вас. Господин Денисов, јас сакам да изразам исто така еден почит кон дуото
титула ресен во однос на нивното навистина сталожено излагање и докажување на некои работи. Имено денеска се слуша името на професорот, големиот македонец Светозаревиќ, дека во иднина ќе пронаоѓа многу документи и така натака, да се надеваме. Се надевам дека професорот, големиот македонец Светозаревиќ, ќе повторам, ќе најде исто документи каде што ќе докажува дека србијанците не се срби, туку се србијанци, нешто друго. Иако постојат лужички срби во Европа, па се населени тука кога срби се. Дали се србијанците или срби, не знам. Ko се однесува до името македонско, никој не го негира, господин Иско. Никој не го негира името македонско. То се работи која популација живеела во Македонија. Ево јас, како што сум јас запознает, со античките македонци, предводени од Каравангелис и Мелас, се бореле българските комитски чети од Костурско, против античките македонци. Акаларев е убиен од тие антички македонци. Андоклашев и да не набројувам. Понатака, Климент Охридски никогаш терминот македонец не го употребил. Славјанин го употребувал терминот. Па нити цар Самуил не ја нарекол државата Македонија. Се знае како се историјава изјаснува за него. Охридски... Така, ви благодарам, ве поздравувам, еве, за жал на вистина кратко времето и недоволно, особено и денеска кога се надевав дека на слободна тема ќе имаме повеќе време, но ако разјаснивме некои работи токму во смисла на градењето доверба, тогаш не го направивме тој пропуст кој е карактеристика се чини за нашите институции, кој спомнав таа за доцнета реакција или изнудена, и потоа токму како резултат на тоа се отвораат многу и сомнежи и недоумици, наместо да се отворено објаснат работите. А ако успеавме тоа да го направиме без оглед што немавме доволно време, ви посакувам да имате добро убаво време во изобилие, во изобилство за време на викендот, а од понеделник секако ќе имаме повеќе време за, се надевам, дискусии кои навистина ќе бидат конкретни, фокусирани, токму на база на она што како аргументи взаемно ќе го споделиме и зашто ќе дискутираме. Ви посакувам пријатен викенд уште еднаш, останете со Телевизија 24, централниот дневник е во 17 часот. Довидување.